Следуваат бисери од специјални возраст. Нашите учители, имаме 3 кои што ни гостуваат во емисијата. Од основно образование, мојата наставничка Наташа Димовска, од средно Лидија Анастасовска и од факултет мојата мама Рената Петреска Нечковска. Зборовите со кои тие се обраќаат до своите ученици и студенти се волшебни. Слушнете ги и поврзете се на сите начини. Мојата наставничка е со преубаво лице и мек поглед, а секогаш убаво изгледа и е облечена како права битолска дама. Драга наставничка, дали знаете дека кога децата ве следат на час, подсвесно го истражуваат секое ваше движење, поглед, збор. И сето тоа за нас представува универзум во кој сакаме да бидеме цело време. Дали и вие сте ги анализирале вашите наставнички додека сте биле дете? Драга Ноела, да, јас се сеќавам на моите наставници. Од мала, а и низ целото школување, основно, средно, факултет, магистратура. Наставниците имаат специјално место во нашите животи, а исто така и огромна улога. Се сеќавам како изгледа, како се одржуваат часовите, се сеќавам на нашите дружби, на правилата во училиштето. Исто така се сеќавам какви беа предавањата и се обидувам да ги применувам добрите делови и во начинот на кој ве учам вас. А дали има разлики? Би рекла дека да, има и тоа големи. Некои кон полошо, како например дисциплината, изразувањето почит, потоа колку тогаш, а колку сега го загреваме столчето како ученици, а и колку многу дружба и игра имавме, тогаш немаше компјутери. На добрата страна се секако големите можности, патувањето и целото знаење од светот на дланка. Што мислите? Што ни минува низ нашите глави кога ни предавате и ни поставувате прашање? Дали ги гледате сите овие дилеми, молскавични случувања во нашите глави на часовите кога не презивате? Дали знаете дека се срамиме ако не знаеме и се чувствуваме како да сме го изневериле целиот свет? Дали знаете колку ни значи кога ќе не потврдите, пофалите, спомнете? И дека сме пресреќни бидејќи вие го правите тоа? Во овој период, кога сите бевме пред нови предизвици, многу беше важно да ве поддржуваме за да се чувствувате добро и покрај сите проблеми и пречки во обкружувањето. Затоа особено внимавам дали слушате, научивте, а и на пофалбите, и за мала работа, меѓутоа и за голема заложба, како например сега на крајот на учебната година. А иако не можам да ве видам, знам дека на секоја пофалба и петка вие се насмевнувате, скокнувате, радосни сте и нормално така треба. Драга наставничке, што мислите? Каде одат нашите мисли понекогаш? Дали затолкуваат или се постојано тука, лоцирани во нашите глави? Еве ќе си кажам за мене. Понекогаш, особено додека бевме во училниците, кога ќе привршуваше денот, јас се замислував како клупата во која седам е вселенски брод. И јас сум астронаутката, што го полетува. А заедно со мене Ангела БФФ, вие наставничке, другарчињата и сите така се упатувавме на фантастична дестинација низ универзумот. Знаеш што се случува во главите на сите деца?
Дали имате монитор за нашите глави, како што имате монитор за нашите фаци? Дали Teams го овозможува тоа за наставниците? Многу интересно прашање. Имаме ние наставниците една опција во Teams, каде што се гледаат сите мозочиња и може да зумираме внатре за да видиме дали мисли одговор на прашањето или мислите заминале некаде на патување. Односно, мозочето направило лив, иако ученикот е вклучен во Teams-от. Што наставничката Наташа видела со нас? Кажете ни некоја ситуација која го попречува вниманието и уште поважно, дали се сеќавате каде се оди детската фантазија? Па сум видела и чула многу работи во изминатиот период, од папагалчиња, миење чини, вести на телевизија во позадина, братчиња и сестрички кои сакаат да бидат дел од часот или пак вие да бидете дел од нивната игра. Возилото закупувам старо железо кое минува низ населбата и го слушаме низ сите прозорци еден по еден. Многу други згоди и незгоди. Но исто така знам и каде оди вашата фантазија, особено кога имаме отворени прашања за кои треба да кажете ваше мислење или идеја. И можам да ви кажам дека детската фантазија е безгранична, скоро исто колку и детската снаодливост. Еднаш кога ми овозможивте да ја читам Нела и бушавата бура пред другарчињата, после тоа се случија интересни работи кои доведоа до детската радиоемисија Слушнете не! Не ли е тоа прекрасно? Дали знаете колку вашите постапки во нашиот живот прават нови магични патишта и ние можеме да летаме со најубави крилја? Што би им порачале на децата? За школото, за предизвиците, за шансите, за ова лето, но и воопшто. За животот. Мојата порака до децата, до сите мои ученици и нивните другарчиња, е да си го слушаат детското гласче, за да бидат безгрижни, да ја бараат убавината во учењето, лектирите, освојувањето на новите знаења. Сето тоа во комплет. Што би им порачале на возрастните од вашата перспектива како главен сојузник на децата? Пораката до возрастните не би била кратка, па затоа ќе го издвојам најважното. Како наставник, во секојдневниот директен контакт со децата, гледам како се менуваме низ животот, а тоа многу често значи влегување во светот на збунувачки правила и однесување. Полетот на децата треба да знаеме да го поддржуваме без да го запреме, а најдобро се прави тоа кога ги слушаме. Што би рекла нашата Ноела, слушнете не! Поздрав и ви посакувам убаво лето, ве гушка вашата наставничка Наташа. Ова е само изводок, многу повеќе во целата емисија. Во сабота во 12. Слушнете не!